Добре дојде во студио за професор Михаел Токарев. Вие сте добитник на награда за животно дело Андреа Дамјанов за архитектура и градежништво. Градителство. Честитки за наградата, професора. При доделувањето на наградата, председателката на Асоциацијата на архитекти на Македонија, Сања Радженовиќ, ве нарекува во говорот дека вие сте учител, го подцртува тој факт дека имате создадено армија на генерации архитекти, оставате не само трага до крајот на својот живот, многу повеќе од тоа, многу подалеку. Се гордеете ли со армијата архитекти кои сте ги создале, професоре? Видите, архитектонската професија е многу широк поем, ретко таа армија архитекти што ја спомнувате се занимаваат само со проектантска и урбанистичка дејност. Архитектот е едно мултифункционално битие кој што може да се снајде во многу сегменти од животот, почнувајќи од интериер, до дизајн на веб-сајтови, до урбанизам, до просторно планирање и така натаму. И ми зачуди фактот кога пред некој ден разбрав дека на Заводот за вработување нема да работи на архитекти, што е за мене многу пријатно изненадување. Така да јас може да кажам дека сум задоволен. Што ме се создадени такви личности кои што можат да пливат во тие немирни води на денешното општество и да ја најдат својата екзистенција, тоа е многу добро. Меѓутоа, екзистенцијата секогаш треба да се бара на еден многу честен начин, на еден искрен начин кон професијата и искрен начин кон инвеститорот. За жал, од тој голем број на армија архитекти има некои кои што отстапуваат од тие морални принципи и не би заснал зад нив, туку напротив и јавно би ги критикувал. Професоре, архитектурата стана во Македонија, особено во Скопје, една од најболните точки. Токму за тие архитекти, предпоставувам, говорите кога станува збор за Скопје 2014. Ако вие архитектурата ја сваќате според низината облека, тогаш може да зборуваме за тоа. Всушност има и народна изрека дека облеката го чини човекот. Така да некој мисли дека архитектурата произлегува впечатокот од низината облика. Напротив, архитектурата е многу подимензионална, не тродимензионална, туку четиридимензионална минимум. Бидејќи таа не е само просторна представа, туку и временска представа која што треба да го одбележува духот на времето. И сега во тие рамки ја мислам дека Асоциацијата на архитекти на Македонија на своето воредно собрание уште на 10 март 2010 година се изјасна за оваа иницијатива од кога беше представена видео презентацијата на тој проект и јасно кажавме дека ние не сме против градење, архитекти се да градат, ама треба да се знае каде да се гради, како да се гради, што да се гради и кој да гради. Да биде сето тоа во една демократска, транспарентна атмосфера, донесена како одлука, за да биде струката архитектонска на вистинско место пласирана. Ја би запрашал, а одговорот не го знам. Вие сами ќе го разберете и вашата публика. Ако во Македонија има над 2500 архитекти, доволно е од нив 500 само да се занимаваат со проектирање, а ги има многу повеќе. Кога на тие јавни набавки, јаден назив за порачување на проекти, од тие стотици проектанти во Македонија се јават само 3/4. Тоа значи огромното мнозинство не се слага. Значи, некои промили од нашата струка се поведуваат по диктатот на распишувачите на конкурсот. Велите на власта? Па сега зависи кој го распишува конкурсот. Велите власта. Во Порта 3 има еден ваше излагање, вака велите. Идните генерации ќе судат за нашиот период и ќе не осудат сите нас.
И велите, голема е штета што Асоциацијата на архитектите, Академијата на архитектите немаат сили да се спротистават на архитектурата диригирана од власта. Имате ли објаснување зошто архитектите не може да се спротистават? Па видите вака, кој ќе се распиши конкурс или така наречена јавна, ние сме против јавните набавки како струка. Конкурсот треба да е јавна институција во која што ќе бидат вклучени и представници на архитектонската асоциација. Да биде јавен, отворен и добро е да биде меѓународен конкурсот, за да може да се изберат најдобрите дела. Видите во кодексот на Комората на овластени архитекти и инженери стои, мислам дека е член 8, дека ниеден архитект во било кое тело што распишува конкурс или јавна набавка не смее да застане зад текстот што се распишува, со кој што однапред се диктира стилот во архитектурата. Туку треба да биде тоа оставено на стручноста и совеста на архитектот. Велите дека ако ви рече власта треба да направите барокни згради, вие треба да речете не? Јас сум цврсто уверен дека не треба воопште на такви конкурси да се јавува. Фактички архитектонската струка не се јавува. Реков некои промили предавници на струката се јавуваат на такви конкурси. Зошто не се спротистави архитектите? Како не се спротиставија? Па ние имавме воредно собрание, дадовме декларација, баравме од надлежните институции, од општината, градот, до владата, да бидат јавно презентирани тие објекти, да може за ние да се изјасниме. Мислам, зошто не го спречија тоа? Кој да го спречи? Архитектите. Па тоа е начин на спречување. Нема ли друг начин? Па за да се тепаме. Тоа се во науката, во струката се зборува со идеи, се кажуваат начини за решавање, меѓутоа некој треба да има да ве слуша. Ако ние како струка сме слаби, сигурно дека нема да успееме. Овде отворено ќе кажам дека од тие над 2.500 архитекти во Македонија редовно се зачленети со платена членарина околу 100 души, што е минимум. И тоа е слабост и во нашите редови, морам да признам. Ама, од друга страна, тоа е многу значено. Ако на еден конкурс или јавна набавка се каже однапред дека стилот треба да биде, например, барок, класицизам, неокласицизам, импресионизам, неоимпресионизам, неоромантизам, ја веќе трчам до копатилото. Затоа што ме боли стомахот. Во тие зборови што ги израков, неколку од тие стилови не постојат, никогаш ниту постоеле. Каде? Во Македонија? Уопште во светот. Во светот. Така да, не знам кои се тие советодавци, стручници, што направиле таков текст да се објави. Што значи импресионизам и неоимпресионизам? Тоа постоело во уметноста, на сликарството, например, а во скулптурата не. А во архитектурата никако. Не. Или романтизам, па неоромантизам. Но барокот постоел? Не постоел. Не? Овде, во Македонија не. Добро, за Македонија ве прашувам. А во светот постоел, меѓутоа барокот за Македонија ве прашувам. Да? Зошто тогаш се инсистира на барок? И дали тоа се навистина барокни згради? Не го ни тангираат барокот. За мене тоа, јас како стручак, ете со сета своја морална и научна одговорност ќе кажам дека тие објекти се скратено провинцијски барокни неокласицизам. Што значи тоа? Барокот е создаден за потребите на едно општество кога инквизицијата ја презема власта во католичката црква и како да ги индоктринира и занесе своите верници, бара архитектура која што ќе го напушти здраворазумниот однос кон просторот наследен од Ренесансата, а ќе воведе една мрачна, мистична атмосфера, каде што свештеното лице кога проповеда, ќе успее да ги заведе верниците во неговата изјава дека само тој што го зборува, тоа е вистината. Не верувајте на протестантите, на Мартин Лутер и другите.
треба нив да ги уништиме, бидејќи само ние сме вистинските верници. Да. Така да во нас не постои таква нешто, и зошто би била? А некои погрешно го сваќаат барокот. Оние што нон-стоп ги застапуваат тие ставови. Например, кажуваат дека барокот го измислил уште Александар Македонски, бидејќи во Мала Азија и во Египет има изградено некои плоштади кои што имале полукружна форма. Ако полукругот е дефиниција за барокот, тогаш тие се тотално неписмени луѓе. Барокот и секој стил во архитектурата произлегува од општествената структура, односно е директно врзан со производствените односи. Стариот век, што сега тука се реплицира на несоодветен начин, е експонент на рабовладетелскиот поредок, средновековната архитектура е експонент на феодалниот поредок, но вековната е на слободното буржуазско општество, модерната на индустријското, а денеска, ја како експерт за таа област ќе кажам дека ние треба да правиме архитектура на информатичкото општество. За триумфалните порти сум се изјаснил многу јасно и во дебата со креаторите на тој проект, дури нив ги разобедив и признае дека се они против тоа. Зошто Билјана треба да сме против тоа? Римската империја, кога го завладеала светот, своите големи победи, императорите, ги славеле градејќи триумфална порта, кога победничката војска ќе се врати, низ нејзе да помине. Да. Ние кој триумф го славиме тоа? Видите вака, кога Римската империја ги победи последните статуси на античка Македонија и ја подели на Македонија секунда, Македонија прима и така натаму со седиште во Хераклеја, во Стоби и така натаму, ја распарче Македонија намерно и тоа беше како еден предуслов и сега да ја распарче на Македонија, бидејќи тогаш е распарчена. Значи, после победата на Македонија и на другите такви империи, они градели триумфална порта. Сакам да кажам дека триумфалната порта е символ на поразот на античка Македонија. И зошто ние да правиме такви објекти? Добро. Предпоставам дека ова е ваш цитат исто така, околу книгата Скопје Копиле. Нормално дека Скопје Копиле... Скопје Копиле не сум учествувал. Ама го читав и може да има изјава ваша. Да. Нормално дека Скопје е Копиле, кога е главен град на република, која не може да си го добие собственото име, односно не се контролира развојот, продолжи секој трет жител на државата да живее во главниот град, че си го заслужи на токменото име Република Скопје. Да, тоа е според мене многу вистина, бидејќи просторното планирање во Македонија е неурамнотежено. Едноставно, сместувањето на производствените капацитети во Скопје бара нови стамбени згради, а сето тоа бара и нови работници, нови жители. На таков начин се обезличува и да кажам празни демографски нашите градови што ги викаме поградно провинција. Ја знам сигурно дека во Скопје има повеќе станови од број на семејства. Значи, проблемот е општествен. Неправилна распределба на стамбениот простор. Сега за некои да имаат повеќе станови да ги издаваат под рента, за нив да го зафаќаме плодното земјиште. Па ве молам, на селото Аеродром е изградено на земјиште земјоделско од прва категорија. Ние имаме закон со кој што е забрането да се зафаќа земјиште од прва категорија. На каде требало да се шири Скопје? На никаде. Воопшто не? Да. Не треба да има експлозија, Скопје треба да има имплозија. Односно, што сакам да кажам? Во Скопје празните простори да се пополнуваат со нова, соодветна и на вистинско место поставена архитектура, додека за другите населени места во Македонија да се создава погодни услови за животот, народот таму го најде својата смисла на животот. Една паралела ќе направиме од бившите југословенски републики. За време на СФР Југославија, единствено Љубљана, Марибор, Целје
и други словенски градови не растеа со своите жители, затоа што во околината им се создадаа такви благопријатни услови и да ги терате со сила не доаѓаа во град. Да. Значи, ако на луѓето им создадеме начин на живот, на производство, на домување, инфраструктура како што треба, воопшто Скопје не треба да се шири. Односно, да? ја тоа го кажав и многу јавно на јавната расправа, бидејќи бев еден од учесниците во процесот на изработката на генерален економички план, дека во Скопје треба да се прави не урбанизација, тука така наречена дезурбанизација, да луѓе да ги стимулираме да одат за подобар живот во другите населби. И јас се чувствувам тук во Скопје. Јас сум дојдем во Струмица затоа што таму кога заврши 68-та година не ми дадоа работа, а тука ме поканија да работам на факултет и одиш. Природно е да се, да. Професоре, околу еден ваш колега имаше голема бура се крена, господинот Петар Моличковски. Се крена голема бура поради тоа што авторско дело негово е бившата ЦК, денешна влада, која сака власта да ја реконструира, односно да создаде од незе барокен објект. То под наводници барок. Да, велите под наводници заради тоа што велите дека воопшто не е ова барок што се прави. Неговото дело, иако е тој автор на бивша ЦК, објектот, тоа воопшто не се почитува, не се респектира фактот и не се ни прашува авторот. Кој е вашиот коментар? Што да кажам коментар? Стекнатото авторско право останува за цел живот. Не само на авторот, и на неговите наследници. Без негово одобрение не смее да се менува архитектурата на тој објект или без негово учество. Бидејќи ако е жив, тој може да направи проект или да биде консултант како да се направи. За жал, во нашиот закон за авторски права јасно се дефинирани правата на авторите од сите останати гранки на уметноста, а во областа на архитектурата е многу лабово дефинирано и тука може да се манипулира. И затоа сметам дека, видите, неговиот објект е изграден на едно бетонско јадро со конзолни решеткасти метални носачи во вид на чешел и тие не можат на себе сега да прифатат монументални столбови кои што воделе во подрумот кој што има гаража. Нема да функционира гаражата. И сега читам во весници, ако се прави таква глупост, не знам кој можел да ја измисли, со цел да се задоволи посакуваниот изглед на објектот, ќе се правеле пиластри, капители и базиси од пресуван полиуретан и ќе се лепеле. Пластични, практично ќе бидат пластични тие. Ако е тоа така, делови. Ако е тоа така, ја мислам дека е нонсенс, се граничи со здравиот разум. Што има ли логика, имаше прилично дебати околу градењето на архивот веднаш до коритото на Вардар, на неколку метри. Мислите археолошкиот музеј и така. И архивот е таму. И архивот е таму, и Врховниот суд е таму. Прво, никаде нема во свет таков галиматијас. Такви три разнородни институции да бидат сместени под исти покрив. Не можеше да се обезбеди ниту пристап до него, па мораше да се прават многу интервенции, под мостот да се проаѓа доли и така натаму. А за тоа се изјасни Асоциација на архитекти, се изјасни и бившата архибригада, мислам така се викаше, добија за тоа и некои пацки. Сметам дека зафаќањето на просторот, наречен корито мајор на реката Вардар, е недозволено. Уште понедозволено, дори опасно е да се зафаќа така нареченото корито минор, зашто Скопје повремено има водоплавни нивои. Така да, ако дојде реката Вардар, таа не ќе може да помине. Што сега и дури во самото речно корито се поставуваат објекти, како што се некои галии, гусарски ли галии се, или се нафиди втори, не знам чии се, меѓутоа тоа се цврсти бетонски објекти кои што не можат да се слуцираат. И прашите ги околните згради како функционираат. Поради успореното течење на водите во реката Вардар, нивните подрумски простории се
поплавени. Поплавени се веројатно затоа што и нема добра хидроизолација. Додека оно што е направен солидно, трговскиот центар никош не е поплавен. Иако водата подземна е над нивото на подрум. Трговскиот центар сепак се заштити од страна на архитектите, на асоциацијата на архитектите. Не, излегува во одбрана, ништо не значи дека е заштитен. Тврдеа дека извојувале победа и дека нема да стане барокен објект. Ја бев консултант на создавањето на конзерваторските основи за заштита на културното наследство во рамките на новиот генерален урбанистички план. Тамо ги дефиниравме зоните за заштита кои што носат историски, културно-историски вредности и децидно ги наброевме и објектите кои што поседуваат културно-историски вредности. Тоа е еден од објектите, како што спомнавте, сегашната зграда на владата, исто така и зградата на трговскиот центар, поради познати карактеристики, меѓународно признаени, на јавни конкурси добиени, валоризирани со 13 ноемвриски, 11 октомвриски награди и така натаму. И тие објекти беа ставени во списокот на културно наследство и тие како таков список, како конзерваторски основи се прифатени во комплет со донесувањето на генералниот урбанистички план на Советот на град Скопје. Меѓутоа има една одредба која што кажува дека во рок на една година за тие објекти треба да се донесе решение дека се споменици на културата. Демек, тој наш предлог треба да се верифицира. А да се верифицира, надлежното министерство треба да одобри средства да се изработат елаборати. А бидејќи парите одат на друго место, тие елаборати не се изработени, времето од година дена набрзо истекува, така да тие не се стекнале со право на културно-историско наследство, останувате понатамо потенцијални културно-историски објекти. И потенцијална опасност да станат барокни објекти. Пак вие тој збор го потребувате. Професоре, во излагањето на господјата Сања Раџиновиќ, таа вели при доделувањето председателката на асоциацијата. При доделувањето на наградата ваша Андреја Дамјанов, таа вели: оние кои во деликатен историски момент се неутрални. Не вели таа така, извините. Тоа е во книгата на Ден Браун Инферно. Ви препорачувам да ја прочитате. Веројатно тоа е дел од незиниот одговор. Да кажете. Да. Вели, тоа е дел од незиниот одговор. За нив се резервирани најжешките делови од пеколот на Данте. Па прашањето е, вие воопшто не молчевте ни целиот овој период, бевте прилично гласни и храбри, зачувувајќи ја годостинството на професијата, вашиот личен интегритет и авторитет професионален, но некои други архитекти молчеа. Добро. Имате ли објаснување? Не некои други, многу други молчеа, затоа што тие промили архитекти што ги изработи идејните решенија за овие нарачани јавни набавки, под наводници нарачани, нели, некој треба да ги изработи, да направи основен проект, да направи проект за изведување, има многу проектантски приватни студија кои што морат да живеат, морат леп да јадат. Така да и тие на еден индиректен начин се вклучени во разработката на тие планови. И ако тоа што го мислат, го кажат јавно, нема да добијат утре задача да го направат тоа. Не треба ли сите да јадат леп? Тоа ли е објаснување? Сакал некој човекот мора да јади. И да гази врз сопствениот интегритет? Тоа е прашање на моралот. Ја прво да ви кажам едно. Во Македонија, Асоциацијата на архитекти организира повеќе јавни настапи, трибини и изложби. И имаме 2-годишна смотра, Биенале на македонската архитектура. До сега, ни еден од тие објекти што ги спомнавте, или било кој од така наречениот проект Скопје 2014, не е дошол на изложба. Не е излезен на изложба. Не знаеме ни кои се авторите.
Постои и изложба архитектурата на Скопје, што организира градоначалникот на град Скопје. Сега скоро заврши. Повторно нема ни еден објект од тие. Тие едноставно не излегуваат на јавна верификација, бидејќи ако се појави, може да зборуваш за него. А ако нема ниту јавна расправа за тој објект, ако не е покажан во литература, ако не е покажан на интернет, ако не е покажан на изложба, ние може да го видиме од кој ќе се изгради. Веќе е досна, не може да го кажеме своето мислење. И сега тие колеги што ги спроведуваат таквите работи, баш вчера прочитав, мислам дека беше во Утрински вестник, за еден од авторите, дека ветил дека ќе даде мислење и коментар за своите постапки, меѓутоа се откажал. Дали се откажал доброволно или го откажале, не знам, меѓутоа не излегува со никаков коментар. И јас да го сретнам на улица, знам што да му кажам. Што? Дека дипломата може да се ја закачи на клинец. Знаете каде, нели? Добро, јас ви благодарам што бевте гости. Да сте живи и здрави, може би требаше уште некои работи да ги кажеме, ама се надевам дека друг пат ќе бидам повторно гост. Секако.